сите, поздрав срдечен до организаторите, почитувани колега, колеги, пријатели. Честитки за овој величествен собир, навистина. Извонредно што младите имаат желба активно да се вклучат во општествениот живот, тоа значи дека треба да ви кажам оно што јас верувам. Мислам дека треба секогаш кога работиш за општо добро, дали во парламентот, дали во јавниот живот, дали во невладина организација, да го работиш оно што силно веруваш. Секој од вас има некоја своја идеја, некоја своја визија и убаво е да работиш со идеал и да се обидеш да го расшириш тој идеал и на другите, да убедиш повеќе луѓе да веруваат во тоа некое добро и заеднички да направите нешто добро. Мислам дека во Македонија сите треба да дадеме израз на толеранцијата, повеќе да се почитуваме меѓу себе, независно што различно размислуваме. Па нормално е различно да размислуваме, различни сме и од различно потекло, различно воспитани, од различни средини, со различни интереси во крајна линија. Меѓутоа, мислам дека на сите заедничкиот интерес ни е Македонија. И ако е веќе тоа така, немам сомнеш дека е тоа така, тогаш треба да бидеме потолерантни едни кон други, кога ќе дебатираме, кога ќе дискутираме, па макар и да се разликуваме во ставовите, не е тоа воопшто страшно. Така што, само тоа би ви препорачала повеќе трпение, повеќе толеранција за оној другиот, различниот. Тоа ќе ве направи посилни, поспокојни и поубедливи кога ќе аргументирате за оно во што верувате, за да ги убедите и другите да поверуваат и да тргнат со вас. Понатаму не би должела, мислам дека како возрастни, како луѓе кои што во моментов се во позиција да работат за младите и што имаме обврска да работиме за младите, ќе треба сите да помогнеме да се обезбеди повеќе простор за вистинска здрава конкуренција. Мислам дека тука е дел од клучот за да имаме здраво и напредно општество. Некако да ги ослободиме рамките и повеќе можност да дадеме оние слободни текови на креативноста, на силата на умот, на силата на интелектот. Тогаш вистина она што е најдобро ќе дојде до израз и нема да има сила која што ќе го сопре. Веројатно тоа ви го должиме и вам и на други генерации и пред вас и по вас. И јас, тоа би можела да го ветам, дека и понатаму ќе продолжам да инсистирам, да им се отвора врата и пат да им се прави на квалитетни, добри луѓе, затоа што на оваа земја навистина изгледаат солидни и креативни луѓе кои што мислат со свој ум, со своја глава и кои што имаат што да помогнат. Нека е со среќа на новото раководство, на сите вас успех и да си останете своји, да си верувате во она што си го имате и да не се давате, брате, малку пркост да покажете.